На денешен ден во 1538 година папата Павле III го екскомуницира англискиот крал Хенри VIII, кој претходно се прогласи за поглавар на англиканската црква, со што официјално беше исклучен од римокатоличката црква. На овој датум во 1778 година роден е англискиот хемичар Хемфри Дејви, пронаоѓач на безбедносната рударска светилка од 1816 година. Тој го откри анестетичкото дејство на рајскиот газ и со примената на електролиза прв ги изолира натриумот, калиумот и калциумот во елементарна форма. На денешен ден во 1830 година умре јужноамериканскиот револуционер, воен водач и државник Симон Боливар. Ел Либертадор, водачот на борбата за независност на Јужна Америка од Шпанија, не успеа да ја оствари идејата за обединување на јужноамериканските земји во единствена држава. Тој ги ослободи Венецуела, Еквадор, Панама и Перу и беше претседател на Колумбија и Боливија, држава која го носи неговото име. Обвинет дека се стреми кон монархија, абдицираше во 1830 година и умре набрзо потоа. На денешен ден во 1903 година браќата Вилбур и Орвил Рајт го изведоа првиот успешен лет со авион во историјата на авиацијата. Авионот Флаер први полета 4 пати над песочните дини кај Кити Хок во Северна Каролина, останувајќи во воздух најмногу 59 секунди. На овој датум во 1908 година, по победата на Младотурската револуција, беше одржана првата седница на парламентот на Отоманската империја. На денешен ден во 1909 година умре белгискиот крал Леополд II, кој во 1885 година ја формира слободната држава Конго, а во 1908 година ја припои како Белгиско Конго. Него го наследи неговиот внук Алберт I. На денешен ден во 1948 година во обид да ја обнови власта во Индонезија, која прогласи независност во 1945 година, Холандија ја нападна земјата, ги окупираше Џакарта и го уапси претседателот Сукарно и други водачи. Со Хашкиот договор од 1949 година Холандија го призна суверенитетот на Индонезија. На овој датум во 1973 година арапски екстремисти убија 32 лица на аеродромот во Рим, фрлајќи бомба врз авион на Пан Американ и отварајќи оган со митралези врз терминалната зграда. На денешен ден во 1983 година 83 лица ги загубија животите во пожар во дискотека во Мадрид. На денешен ден во 1989 година во Романија избувнаа масовни демонстрации против диктаторскиот режим на Николај Чаушеску, во кои загинаа околу 1000 луѓе. Немирите започнаа во Темишвар и Арат, се проширија во Букурешт и ја зафатија целата земја. Чаушеску и неговата сопруга Елена беа фатени во бегство, осудени на смрт и стрелани на 25 декември. На овој датум во 1990 година на првите демократски избори на Хаити, популистичкиот свештеник Жан Бертранд Аристид беше избран за претседател. На овој датум во 1996 година припадници на левичарското герилско движење Тупак Амару ја зазедоа јапонската амбасада во Лима, земајки 490 заложници и заканувајки се со нивна екзекуција, доколку не бидат ослободени затворени членови на движењето. На денешен ден во 1997 година Центарот на Обединетите нации во Минск соопшти дека во Босна и Херцеговина има меѓу 750.000 и 1 милион нагазни мини и дека во 1996 и 1997 година околу 1000 лица биле повредени од експлозии, меѓу кои голем број деца. На овој датум, во 1999 година, германски, американски и источноевропски представници
постигна историски договор за компензација на принудната работа за време на нацистичка Германија, 54 години по завршувањето на Втората светска војна. На денешен ден во 2005 година Европската Унија и додели на Република Македонија статус на земја кандидат за членство во Европската Унија. На денешен ден во 2011 година повеќе од 930 лица загинаа во тропска бура што го погоди јужниот дел на Филипините. На овој датум во 2011 година почина Ким Јонг Ил, лидерот на Северна Кореја, пошто беше прогласен период на жалост од 17 до 29 декември. Него го наследи неговиот син Ким Џонг Ун. На денешен ден во 2013 година лидерот на Христијанско-демократската унија Ангела Меркел по трет пат беше избрана за сојузна канцеларка на Германија од мнозинството пратеници во Бундестагот.